Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. Почитувани, добар ден и добре дојдовте во ново издание на емисијата Македонски глас на Македонското црковно радио Детройт. Јас сум Небојша Карапеовски и еве што ви подготвив за ова издание. Ефективна затворска казна од година и 6 месеци за директорите на Тетовската болница, обвинети за кривични дела поврзани со пожарот во модуларната болница. Македонците од Германија ќе стипендираат студенти, формирана Фондацијата за култура и наука Вечна. Нема аргументи за прифаќање на бугарските барања. Мицковски ги оценува како лицемерие и прашува за правата на македонците во Бугарија. Новиот министер за здравство може да дојде и од Европскиот фронт. Меджити води широки преговори со повеќе страни. Се радувам на билатералниот договор, му порача Стармер на Мицковски. Постигната е согласност за стратешко партнерство со Обединетото кралство. Не смееме да бидеме колатерална штета од ветото. Силјановска Давкова на средбата со Кошта подсетила на копенхагенските критериуми. Ахмети ги дели албанците за да го спаси својот фамилиарен криминал. Таравари е неговата последна жртва, обвинува Вреди. А по најавата на денешната емисија, еве една вест. Уште 4 пациенти повредени во големиот пожар во Кочани се враќаат на лекување од странство и ќе бидат згрижени во клиниката за пластична хирургија и клиниката за хируршки болести Свети Наум Охридски во Скопје, информира Министерството за здравство. Еден од повредените веќе пристигнал вчера од Софија, 2 лица се враќаат од Белград, а 4-тиот пациент повторно пристигнува од Софија. Со ова бројот на пациенти кои остануваат на лекување во странските клиники се намалува на 11 лица, а според надлежните сите се во стабилна состојба. Министерството за здравство информира дека специјалисти од клиниката за пластична хирургија редовно патуваат во Кочани, каде прават прегледи, тријажа и преврски на повредените. Во третманот се вклучени специјалисти по физикална медицина и психијатри, кои работаат на рехабилитација на лицата со тешки изгореници. Министерството за здравство континуирано ја следи состојбата со повредените пациенти, обезбедувајќи им најдобар можен третман и натамошна рехабилитација, се наведува во соопштението. Таму рано сонце изгрева, таму сонце касно заоѓа, кај што се на среќа мириса, мириса на Македонија, кај што се на среќа мириса, мириса на Македонија. Таму шара небо искина, таму Вардар земја милува, денот таму со песна почнува, таму е мојата фамилија. Еј, што да кажам, малку е, срце в гради ке ми распукне, а штом тоше зајди, зајди запе, сите добро знаат кои сме. Еј,
да пејам малку срце вели дома врати се. Има само еден лек за душава, тоа е мојта Македонија. Таму пази што ни ветуваш, таму секој на секој верува, таму збор е вреден како грош. Еј, таму нема човек лош. Таму збор е вреден како грош. Еј, таму нема човек лош. Таму љубов сказна пишува, со полни гради се вдишува, со солзи мајка ме очекува. Таму песна болка лекува. Нешто да кажам малку срце вгради ке ми распукне, а штом тоже зајди запе, сите добро знаат кои сме. Не и да пејам малку срце вели дома врати се. Има само еден лек за душава, тоа е мојта Македонија. Ех, да можете, но не можете со мои очи да ја видите, би знаеле колку сакам дома да се вратам. Маркетинг, сонце од твоите руси коси. Покрај веќе познатите тулумби, баклави и разни други сладкарски производи и секако највкусниот бурек во Америка, во Атко сега можете да се снабдите со разновидни вина од Македонија, од познатите винарии Бовин и Тиквеш. Во Атко секој ден има свежо печено јагнешко, а за викендите и прасничко печење на паун. За вашите семејни прослави и други прилики можете се да порачате на телефон 586-739-6690. Врвна услуга и директна достава на нивните специјалитети до вашите домови. Вредните собственици на Атко со задоволство ќе ве услужат. Атко се наоѓа на 21-та милја и Хейс. Повелете во Атко. Звезди се кријат. Гробиштата Guardian Angel ви ја представуваат нивната православна градина каде се почитуваат православните традиции и ритуали. Сите гробови се свртени кон исток, а има голем простор за семејствата и фамилијата и кандила се дозволени преку целата година. Гробиштата Guardian Angel се лоцирани на само неколку минути од центарот на Рочестер. Придружете им се на вашите парохијани и посетете ги гробиштата Guardian Angel, каде детално ќе ве запознаат со рекламните цени кои се во тек до крајот на оваа година. За сите детални информации и состанок лично со вас, јавете се на 800-275-9574 во Guardian Angel Cemetery. Маркетинг.
Заврти се, мила Магде, ај залюби мене. Се заради тебе, Магде, изгубив цел век. Твоите очи, Магде, црни черешови. Твоите очи, Магде, црни черешови. Заврти се, мила Магде, ај залюби мене. Се заради тебе, Магде, изгубив цел век. Заврти се, мила Магде, ај залюби мене. Се заради тебе, Магде, изгубив цел век. Руса коса имаш, свети како флори. Руса коса имаш, свети како флори. Заврти се, мила Магде, ај залюби мене. Се заради тебе, Магде, изгубив цел век. Заврти се, мила Магде, ај залюби мене. Се заради тебе, Магде, изгубив цел век. Рама снага имаш, тенка е висока. Танка снага имаш, да ја кршам. Заврти се, мило Магде, ај залюби мене. Се заради тебе, Магде, изгубив цел век. Заврти се, мило Магде, ај залюби мене. Се заради тебе, Магде, изгубив цел век. 1 година и 6 месеци ефективна затворска казна, гласи пресудата на Основниот суд во Тетово за двајцата директори на Тетовската болница за кривично дело тешки дела против општата сигурност, а во врска со пожарот во модуларната болница на 8 септември 2021 година, во која 14 луѓе ги загубија животите. За сторено кривично дело предизвикување општа опасност, за одговорно беше прогласено правното лице јавна здравствена установа Клиничка болница од Тетово. Флорин Бесими и Артан Етеми виновни се за сторено кривично дело тешки дела против општата сигурност. Правното лице јавната здравствена установа Клиничка болница Тетово одговорно е за кривично дело предизвикување на општа опасност.
Судот Флорин Бесими и Артан Етеми ги осудува на ефективна затворска казна во траење од 1 година и 6 месеци. Судот правното лице го осудува на единствена парична казна од 1 милион денари да ја уплати за 30 дена од правосилноста на пресудата, наведе при читањето на пресудата судијата Речеп Муса. По одредувањето на казната за медиумите изјави дадоа дел од обвинетите и семејствата на оштетените. Ова судење не беше да се открие вистината, ниту да се најдат виновниците за оваа трагедија, зошто настанал пожарот кој е одговорен за изградба на објектот што изгоре, кој дозволи животите на луѓето да бидат ставени во опасност. Не, ова судење се претвори во склоп на вина против оние што немале ниту моќ, ниту одговорност за оваа трагедија. Мене ме обвинија за недостаток на противпожарни апарати, а во постапката докажавме дека противпожарни апарати имало. Иако гледате дека не сум потпишал ниту еден документ, сите знаат, не го зедоа тоа в предвид дека не сум потпишал за таков објект. Ова е навистина неправда, иако некои од сведоците тврдеа дека имало противпожарни апарати, иако ние со очи видовме, тој пожар не можеше да се изгасне со ниту еден рачен апарат. Ова е бегање од вистината, јас не барам милост, јас барам правда за жртвите и за себе. Барам вистината да излезе на виделина, семејствата на жртвите не заслужуваат погрешно објаснување и лажен виновник, тие заслужуваат да ја знаат вистината, изјави еден од обвинетите Флорин Бесими. Сметаме дека оваа пресуда за нас е неприфатлива. Истата е последица на грешно утврдена фактичка состојба и грешно толкување на одредбите од Законот за кривична постапка. Против истата ние ќе поднесеме навремена жалба и веруваме во судството дека второстепениот суд правилно ќе ги оцени нашите наводи, изјави адвокатот Валјон Абдуламити, бранител на јавната здравствена установа Клиничка болница Тетово. Од пресудата не се задоволни семејствата на 14 луѓе кои ги загубија животите во пожарот 2021. Да одиме по математика да ги ставиме тие 14 жртви, изнесува по 1 месец затвор за секоја од нив. Ние ќе продолжиме понатаму, со жалба бидејќи не сме задоволни. Пред судот требаше да дојде и министерот Филипче и Андјушев, фирмата Брако, инсталацијата на тие што ја поставуваа електричната енергија во модуларната болница. Тие треба да бидат виновни за оваа трагедија, ама државата одлучи Флорин Бесими и Артан Етеми да бидат казнети со по 1 година и 6 месеци. Не велам дека немаат вина и тие, вина имаат и овие, ама вината и погоре, изјави Мумин Исмаили, член на оштетено семејство. Во март годинава почна второто повторно судење за модуларната болница во Тетово. Судењето следи откако апелацискиот суд во Гостивар во април 2024 година донесе решение повторно да има судење за двајцата поранешни директори и клиничката болница како правен субјект по првиот процес кој заврши во јуни 2023 година. На првото судење директорите добија условна казна од 1 година и 6 месеци. Учи ме, мамо, карај ме, како да ја земам Лилјана, Лилјана, мома убава, Лилјана, бела и црвена, Лилјана, тенка, висока, Лилјана, ситен силок. Лилјана една на мајка.
студена, сите селани ќе дојдат и лилјанини другачки, сите калешне вести. Белким лилјана ќе дојде. Послушал Стојан мајка си, повикал 300 мајстори, направил чешма шарена, навратил вода студена, сите селани дојдоа и лилјанини другачки, сите калешне вести. Кучка лилјана не дојде. Стипендирање на историчари, културни работници и истражувачи. Во Скопје најави новата глобална македонска фондација Вечна. Основачи на фондацијата се тетовското семејство Крстевски, која со децении живее и работи во Германија, а кој со група на истакнати македонци тука и во светот, универзитетски професори, лекари, доктори на науки, ќе ја помага мисијата на фондацијата за промовирање на културата и науката. Водени од намерата за унапредување и заштита на културното наследство, промовирање на историската вистина и усовршување на нови стручни кадри од областа на историјата, фондацијата има формирано 3 фондови преку кои ќе се финансираат магистранти и докторанти, како и различни културни иницијативи. Во пополнување на фондовите може да се приклучи секој заинтересиран преку соодветна донација. На промоцијата се обратија доцент доктор Бранислав Светозаревиќ, историчарот професор доктор Љубомир Кекеновски, професорот од економскиот факултет на Универзитетот Кирил и Методи, доктор Мимоза Рајл, професорката и советничка на председателот на владата, основачот Ацо Крстевски, председателот Мирчо Крстевски и извршниот директор магистер Мирко Видачек, кој беше модератор на настанот. Оваа фондација со својот назив го носи македонското и глобалното, затоа што културата нема граници, а македонското е онаму каде што се неговите говорници, но и неговите спомени и сеќавања. Фондацијата ја основаме под слоганот Корени и иднина, со намера да го зачуваме и афирмираме исконското меѓу нас, традицијата, културата, јазикот и идентитетот. За да го заштитиме нашето наследство, мора да инвестираме во иднината, беше порачано на промоцијата. Фондацијата за остварување на својата благородна идеја за поддршка на младите истражувачи и културни работници, но и воопшто за намерата за унапредено културно наследство ги има отворено следните фондови за донирање. Првиот фонд се однесува на поддршка на визијата на нашата фондација. Вашата донација помага да се одржи фондацијата и нејзините долгорочни иницијативи. Со ваша поддршка можеме да го продолжиме, да го промовираме македонското наследство, да финансираме клучни проекти и да го прошириме нашето глобално влијание. Вториот фонд е фонд за млади истражувачи од повеќе области, каде целта е поставена на 15.000 евра. Третиот фонд пак е истражувачки фонд за историски истражувања. На веб страницата на фондацијата gmfe.org лесно се достапни начините за донирање, беше порачано од промоцијата. Како што беше наведено, социјалната и економската компонента не може да ги изолираме од општествените и човекови односи. Подобрата економска состојба го условува и развојот на културата, туризмот, поддршката на младите истражувачи.
Фондацијата има формирано и програмски совет во кој влегуваат истакнати македонци низ целиот свет. Професор доктор Сања Лазарова Молнар од Германија, доктор Владимир Поповски од Шпанија, доктор Предраг Николовски од Италија, како професор доктор Ленина Жила и професор Перо Сарджовски како резидентни членови. Day
Максис Дели е продавница која ја има лидерската позиција во производство, дистрибуција и продажба на домашни производи. Основна дејност на Максис Дели е продажба на секојдневно печен тазе бурек, колачи и торти, како и тазе печен лед. Сите ваши наручки пласирајте ги на телефон 586 978 1121. Во Максис Дели можете да се снабдите со разни видови кафе, сирења, кашкавал, сувомеснати производи, маслинки, туршија, ајвар, лутеница, како и со домашни и странски, алкохолни и безалкохолни пијалоци. Исто така Максис Дели ги продава своите приватни заштитни знаци Максис Meats, Градина и Сонце. Максис Дели се наоѓа на 4160 15 милја во Стерлинг Хајтс, еден блок источно од Рајан. Работното време е од понеделник до сабота, од 9 часот наутро до 9 часот навечер и во недела од 9 часот наутро до 6 часот попладне. Повелете во Максис Дели. Животот е исполнет со можности со кои можеме некому да покажеме дека го сакаме. Една од тие можности е погребот или поменот. Еден ваков чин ги прославува изборите што некој ги направил во неговиот живот, како и врските кои ги споделил со луѓето, а со тоа ги чествува и спомените на вашите блиски. За сите детали околу погребите и прославувањето на нечиј живот, јавете се на 586 997 3838 во Менџук Funeral Home, што се наоѓа на 18-та милја и Рајан. Маркетинг.
нема аргументи за прифаќање на бугарските барања, рече премиерот Христијан Мицкоски во интервју за Euronews Србија и изрази жалење што корумпирани политичари претходно за да останат на власт прифаќале се и се што. Ако ние го прошириме уставот со повеќе делови од народи, бидејќи таму се наоѓаат и албанскиот, српскиот, турскиот, ромскиот, бошњачкиот и така натаму, тогаш се поставува прашањето што со македонците од другата страна на границата, кои што живеат во Западна Бугарија. Ако вие од една страна барате да бидете конститутивен народ поради некаков предлог што корумпирани политичари во минатото го прифатиле мислејќи дека на тој начин ќе останат во владата, дека ќе им се простат сите криминални скандали што ги правеле, од друга страна имате 14 пресуди од Судот за човекови права, кој вели дека таму постои македонска заедница која има своји права да се организира во клубови, во организации и вие не ја почитувате резолуцијата која што сте ја подпишале за заштита на човековите права, а таква резолуција има подпишано Бугарија, тогаш се поставува прашањето кој е аргументот контра, вели премиерот Мицкоски во интервју за Директно со Миња Милетич на Euronews Србија. Мицкоски, како што информираат од владината прес-служба, посочил дека е лицемерие и двојни стандарди да се излези и да се рече дека мора тоа да се направи, бидејќи тие се таму каде што сакаме ние да бидеме, а тие не мора да го направат тоа. Ако се во прашање човековите права, тогаш сакам да ги информирам и вашите гледачи дека единствена институција во Европа која што оценува дали нечии човекови права се нарушени или ограничени е Судот за човекови права во Страсбур. И таму има 14 пресуди кои што се однесуваат на нарушување или ограничување на човековите права на македонците во Бугарија и 0 пресуди за бугарската заедница во Македонија. Сега, ако имате вакви аргументи, како можете да излезете пред граѓаните и да дадете логични аргументи, имајќи представа дека претходно сте го промениле знамето, сте го користеле она времено име, сте го промениле уставното име, во неколку наврати сте го менувале уставот и секогаш некој од Брисел ви вели уште само ова и тоа е тоа, вели Мицкоски. Тој нагласи дека ветил дека ќе се бори и аргументите кои ги имаме ќе се обиде да ги пренесе секаде во светот. Да се научиме да победуваме и во Вашингтон, и во Лондон, и во Брисел, и во Берлин, и во Париз, и во Рим, и насекаде во светот, не само дома. Само на тој начин може да ја убедите светската јавност во исправноста на вашите аргументи. Ова се историски процеси, нагласил во интервјуто премиерот Мицкоски. Небо мое, кажи што да направам. Небо мое, каде да се помолам. Немам никој на кого да се обратам. Дај ми совет, на нозе пак да застанам. Ајде, 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 една песна за брате,
Во процесот на европската интеграција не смееме да бидеме колатерална штета на ветото и на билатерализација на процесот на евроинтеграција, нагласи претседателката Гордана Силјановска-Давкова на средбата со претседателот на Европскиот совет Антонио Кошта. Истакнувајќи дека земјата е фокусирана на спроведување на реформската агенда заради достигнување на европските стандарди, Силјановска-Давкова, како што соопшти незиниот кабинет, нагласила дека копенхагенските критериуми се и треба да останат единствените услови за членство во Европската Унија. Силјановска-Давкова потенцирала дека единствено со добра волја, меѓусебно разбирање и почит може да се решат бугарско-македонските недоразбирања и спорови. Преговорите за историјата, културата и јазикот не се во духот на меѓународното и европското право и значат негирање на европските вредности и принципи, утврдени во конститутивните документи на Европската Унија, во кои што се гарантираат националниот и културниот идентитет, како и интегритетот и дигнитетот на граѓаните, нагласила претседателката. Предупредувајќи дека македонскиот преседан може да има домино ефект, проширувајќи се и на други држави од регионот, но и пошироко, со што ќе се загрози политиката на проширување на Европската Унија, таа побарала од Европскиот совет да предложи решение за оневозможување нови барања и условувања кои ќе го дефокусираат нашето внимание од реформите на идентитетските прашања. Председателката укажала дека бројката од 36 уставни амандмани за 30 на години, од кои што најголем број се иницирани однадвор, ја релативизира важноста на Уставот како највисок правен акт, од една страна и најширок и најважен општествен договор на граѓаните од друга. Силјановска-Давкова подсетила и на редовното искуство при секоја измена на Уставот на предложените амандмани да им се придружат нови, чие усвојување е услов за поддршка на првите. Потенцирајќи дека интегрирањето на Западен Балкан е јасен приоритет на Европската Унија, претседателот на Европскиот совет Кошта искажал разбирање за националните чувства и состојбата во која се наоѓа државата и изразил став дека не очекува дополнителни политички условувања на македонскиот пат кон Европската Унија. Кошта смета дека треба да го искористиме моментот на зголемен интерес на Европската Унија за проширување во функција на обезбедувањето поголема безбедност и сигурност покрај европеизацијата на регионот. Lele na visok
Во моментов владата има стабилно мнозинство и веќе има изброј пратеници и по заминувањето на таравари. И во албанскиот дел има легитимитет и ист број, и без таравари имаме 13 до 14 пратеници, изјави првиот вице-премиер Изет Меджити и соопшти дека се преговара со пратеници од Европскиот фронт, кои се опозиција и можеби ќе преминат од другата страна. На новинарско прашање дали ќе дејствуваат како дел од пратеничката група Вреди, Меджити одговори дека дел се од мнозинството и од Европскиот фронт и рече ќе бидат поддршка на владата. Тој соопшти дека деновиве се во преговори за повеќе политички опции за ресорот здравство по заминувањето на Арбен Таравари и врз основа на тоа ќе дадат нов предлог за министер. На прашање дали за опциите ќе се разговара само во рамки на Вреди или со премиерот Христијан Мицковски, Меджити одговори: "Мислам и на други поединци, групи, политички субјекти кои се надвор од Вреди, во рамките на Европскиот фронт, кои се опозиција и можеби ќе преминат на другата страна." Тој не прецизираше дали тоа значи дека преговараат со Зијадин Села, лидер на крилото на Алијанса на албанците, кој е дел од Европскиот фронт предводен од Дуи. Со повеќемина преговаравме и ќе ве известам кога ќе има конкретни резултати. Сигурно следната недела, изјави Меджити одговарајќи на новинарско прашање по отворањето на конференцијата унапредување на зелената инфраструктура во Западен Балкан. На прашање дали владата има легитимитет кај албанците по излегувањето на таравари, тој одговори дека Вреди се повикува на апсолутната победа од 107.000 гласови. И ниеден од чинителите внатре во Вреди не може да каже дека ги има тие 107.000 гласови во джеб, затоа што има гласови и опозицијски настроени кои излегоа да гласаат за промена и надеж. Премина од другата страна таравари, но не и целиот политички субјект. Деновиве гледате дека има тензии, има различни размислувања, се отповикуваат видни членови на Алијанса за албанците и мислам дека грото од членовите од оваа група ќе остане во рамките на Вреди, бидејќи тие придонеле за победата и за овие промени и нема да дозволат заради лични побуди и лични интереси да се враќаат во Демократската унија за интеграција, истакна Меджити. За тоа дали вице-премиерот за добро владење Арбен Фетај, кадар на партијата на таравари, ќе остане на функцијата, со оглед дека се уште не најавил оставка, Меджити одговори: "Добро ја тера работата, успешно придонесува за промените и се надевам дека ќе продолжи." Не си го продавај колу од чифликот, мама не ме дава колу за тебе. Не си го продавај колу од чифликот, мама не ме дава колу за тебе. Доме ја не одиш колу рујно вино пиеш, дома рано не се одиш да спиеш. Доме ја не одиш колу рујно вино пиеш, дома рано не се одиш да спиеш. Колку ти чини колу чифликот, толку ми чини колу меракот. Колку ти чини колу чифликот, толку ми чини колу меракот. Доме ја не одиш колу рујно вино пиеш, дома рано не се одиш да спиеш. Доме ја не одиш колу рујно вино пиеш, дома рано не се одиш да спиеш. Колку ти чинат колу овците, толку ми чинат колу очите. Колку ти чинат колу овците, толку ми чинат колу очите.
одиш колоруно вино пиеш, дома рано не си одиш да спиеш. Помејани одиш колоруно вино пиеш, дома рано не си одиш да спиеш. Маркетинг. Осигурителниот агент Винце Поповски и неговата компанија Custom Insurance ви гарантираат дека сите нивни клиенти се со индивидуални потреби за осигурување. Приоритетот на осигурителната компанија Custom Insurance е да обезбеди осигурување кое е специфично за секој еден од нивните клиенти. Во компанијата Custom Insurance, во собственост на нашиот сонародник Винце Поповски, нудат лично, бизнис како и животно осигурување. За детални информации јавете се на 586 731 3367 или пак посетете ги на 50551 Вен Дайк во Шелби Тауншип. Семејствата на Вуџек и Калкатера им служат на народот на Детройт веќе подолго од еден век. Нивната неспоредлива услуга искажува голема доверба која им ја искажуваат на генерации и генерации наред. Нивните две локации во Стерлинг Хајтс и во Шелби Тауншип пружаат благосклонен амбиент со кој ви пружаат длабоко и значајно искуство. Тие ви ветуваат дека вредноста за сите трошоци околу погребите е во околностите на вашиот буџет, додека планирате да оддадете почит на еден живот кој бескрајно и многу ви значи. Со вашите прашања јавете се на телефоните во канцелариите Стерлинг Хајтс 586 826 8550 или пак во канцелариите на Шелби Тауншип на 586 677 4000. Маркетинг.
Постигната е согласност за договор за стратешко партнерство на Македонија и Обединетото кралство, информира владата. Премиерот Христијан Мицкоски во објава на Facebook напиша дека е ова историски ден за Македонија и дека најавениот договор ја позиционира државата во редот на интересите и делувањето на една од највлијателните политички и економски сили во светот. Британскиот министер Кир Стармер му порача на македонскиот колега дека двете земји имаат уште многу да сторат и дека најавениот договор ќе ги продлабочи билатералните односи меѓу земјите. Драго ми е што имавме прилика да разговараме на овој билатерален состанок. Ова е мощно важно за нас. Имаме цврсти односи меѓу нашите две земји. Фактот што имавме можност да го подпишеме овој меѓувладин договор, сметам дека е од голема важност и тоа покажува дека ние ќе решаваме многу работи меѓу двете држави. Ова беше навистина одлична можност и се радувам на оваа билатерална средба и на билатералниот договор. Мислам дека имаме многу да направиме заедно и со ова само ќе напредуваме. Се надевам дека ќе ги продлабочиме односите што веќе ги имаме, изјави британскиот премиер. Мицкоски кратко му се заблагодари на Стармер за неговата, како што вели, нова, многу посилна улога во овој дел на Европа, истакнувајќи дека со билатералниот договор Велика Британија ќе го сподели своето искуство на Балканот. Почитуван премиере, ви благодарам многу. Навистина сум многу возбуден што нашите две држави ќе можат да работаат заедно. Ние сме сојузници и во НАТО. Со овој меѓувладин договор сигурен сум дека ќе имаме уште поголема билатерална спогодба, ќе ги зацврстиме нашите врски. И со ова ќе се подобри не само искуството, туку и ќе се сподели искуството на Велика Британија во регионот. Сметам дека Балканот е навистина инспиративно место. Ви посакувам топло добре дојде во вашата нова, многу посилна улога во овој дел на Европа. Владината прес-служба најави дека министерот во сабота, 17 мај, на пресконференција ќе ги извести граѓаните во врска со новата согласност за стратешко партнерство на земјата со Обединетото кралство. На својот Facebook профил Мицкоски напиша дека договорот повеќе месеци го преговарале тимови на двете држави и дека истиот ќе вклучува и соработка во повеќе клучни области. Историски ден за Македонија денес оствари средба со премиерот на Обединетото кралство Кир Стармер. На средбата постигнавме согласност за договор за стратешко партнерство на Македонија со Обединетото кралство на Велика Британија и Северна Ирска. Ова представува стратешки договор кој ја позиционира државата во редот на интересите и делувањето на една од највлијателните политички и економски сили во светот, како што е Обединетото кралство. Овој договор представува ново поглавје во односот меѓу двете држави и представува клучна основа за подоцнежна економска и политичка соработка. Самиот договор се преговараше неколку месеци меѓу тимови од двете држави и вклучува членови за блиска соработка во повеќе клучни области, објави Мицкоски на Facebook. Како те млада залюби и по тебе памет изгуби. Откако те млада залюби и по тебе памет изгуби. Сите скоро и верувај ми.
се ти подари. Сета младост си ја изгуби. Се што има се ти подари. Сета младост си ја изгуби. Нели ти стига мојата младост, кажи ми ти. И на сите зборој верувај ми. Нели ти стига мојата младост, кажи ми ти. И на сите зборој верувај ми. Кажи кој те милува, кој те гали, кој те успива. Кажи кој те милува, кој те гали, кој те успива. Мојата младост, кажи ми ти. И на сите зборој верувај ми. Нели ти стига мојата младост, кажи ми ти. И на сите зборој верувај ми. Али Ахмети 20 години ја претвора државата во приватен пазар за богатење на своето семејство, додека синот, внуците и зетот градат фотоволтаични централи од 35 милиони евра, купуваат трговски центри вредни 30 милиони евра без да вложат денар, прават бизнис со мазут, тој ја врши работата на политички терен, обвини вреди преку соопштение. За да го заштити овој огромен капитал, Ахмети постојано креира поделби и лажни алијанси меѓу албанските партии. Последната жртва е Арбен Таравари, кој од лидер што го нарекуваше Дуи канцер и Али Ахмети корумпиран, сега преговара со истиот човек и истата партија. Таравари се полакоми по лажните ветувања, поддршка на локалните избори, неограничени добивки и лични привилегии. Но историјата покажува дека секој што влегол во пазар со Али Ахмети останал без доверба, без резултати и без иднина, додека семејството Ахмети станува се побогато. Нашата порака до Арбен Таравари е дека првиот чекор кон Ахмети е последниот чекор во кредибилитетот пред граѓаните. Албанците не простуваат акробација за личен интерес. Вреди нема да дозволи нови пазари со судбината на албанците. Нулта толеранција за корупција, транспарентна власт и обединување на сите искрени прогресивни сили е нашиот пат. Кога Ахмети дели, ние се обединуваме. Кога Ахмети пазари за свој ќар, ние се бориме за интересот на сите албанци, се вели во соопштението. И да љубам и да гледам
Медно усте љубам јас, медно усте љубам јас, и да љубам и да гледам фајде нема, душо моја, шеќерна, шеќерна, ти калеша неверна, шеќерна, шеќерна, ти калеша неверна. Гајтан веќе љубам јас, гајтан веќе љубам јас, и да љубам и да гледам фајде нема, душо моја, шеќерна, шеќерна, ти калеша неверна, шеќерна, шеќерна, ти калеша неверна. Танка снага кршам јас, танка снага кршам јас, и да кршам и да гледам фајде нема, душо моја, шеќерна, шеќерна, ти калеша неверна, шеќерна, шеќерна, ти калеша неверна. И тоа би било се во денешната емисија Македонски глас на Македонското црковно радио Детройт. Ви посакувам пријатен ден. Си беше еден шумар и често одеше на лов в шума. Кога еднаш стигна во шумата, слушна цимкање, како да плаче некое мало дете. Отиде кај местото од каде што се слушаше плачењето и виде едно високо стебло, а на неговиот врв едно мало дете. Всушност, под тоа стебло беше заспала една мајка со своето дете. А некоја птица грабливка, кога го видела детето во мајчиниот скут, слегла, го зела во клунот детето и го ставила на врвот од стеблото. Шумарот се качи горе, го сипна детето и си помисли: ќе го однесам дете во дома и ќе го одгледам заедно со моето ленче. И така тој го однесе детето дома, а двете дечиња заедно растеа. Бидејќи го најде на дрво, а некоја птица го грабнала, детето го нарекоа птица најденка. Децата многу се засакаа и кога не ќе се видеа, тагуваа едно за друго. Шумарот имаше една стара готвачка. Една вечер старата готвачка зеде две кобриња и тргна да носи вода. Таа неколку пати отиде до кладенецот и се врати. Кога Ленче го виде тоа, ја запраша готвачката: "Слушај, стара Солзо, зошто ти е толку вода?" "Ако никому не му кажеш, ќе ти кажам," одговори готвачката. Па кога Ленче и даде збор, таа ја продолжи: "Утре взори, кога шумарот ќе замине на лов, ќе ја сврелам водата и во неа ќе ја ставам птицата најденка и ќе ја сварам." Рано изутрината шумарот отиде на лов
а децата уште лежеа во постела. Кога се разбуди Ленче и рече на птицата Најденка: ако ти мене не ме напушташ, нема ни јас тебе. Ни сега, ни кога и да е, се согласи птицата Најденка. Би сакала само нешто да ти кажам, продолжи Ленче. Старата Солуза синоќа донесе многу коплиња вода. Па јас ја прашав: зошто е толку вода? А таја ми рече дека ќе ми каже ако никому ништо не му кажува. Јас си ветив дека не кажувам никому и таја ми шепна: утре изутрина, кога татко ти ќе биде на лов, ќе сврелиме еден котел со вода, во него ќе ја фрлиме птицата Најденка и ќе ја сварибе. Но ние, продолжи Ленчето, ќе станеме порано, ќе се облечеме и заедно ќе избегаме. Обете деца станаа на брзина, се облекоа и избегаа. Кога водата започна да врие, готвачката појде во детската соба за да ја земе птицата Најденка и да ја фрли во котелот. Но кога влезе во собата, обете постели ги најде празни, па таја многу се уплаши и се рече во себе си: што ли да му кажам на шумарот кога ќе дојде дома и ќе види дека ги нема децата? Веднаш понив да ги фатиме. Готвачката испрати по децата тројца момци за да ги стигнат и да ги вратат дома. Децата седеа пред шумата кога ги видоа тројцата момоци како брзаат. Тогаш Ленче и рече на птицата Најденка: ако ти мене не ме напуштиш, нема ни јас тебе. Ни сега, ни кога и да е, одговори Најденка. Ти биди китка, а јас ке бидам ружа во неа. Кога тројцата момоци стигнаа кај шумата, не најдоа ништо друго, освен една китка и ружа во неа. Од децата немаше ни трага, ни глас. Не можеме ништо, помислија момоците. Тие се вратија дома и јавија на готвачката дека не виделе ништо друго, освен една китка и во неа ружа. О, глупаци никакви, ги искара готвачката. Требаше да ја пресечете китката, ружата да ја откинете и дома да ја донесете. Одете веднаш и сторете го тоа што ви го велам. Момоците втор пат поитаа да ги бараат децата. Кога децата оддалеку ги видоа дека доаѓаат момоците, Ленчето рече: птицо Најденке, ако ти мене не ме напуштиш, нема ни јас тебе. Ни сега, ни кога и да е, одговори Најденка. Ти биди црква, а јас ке бидам круна во неа. Кога дојдоа момоците, не најдоа ништо, освен една црква и круна во неа. Што да правиме овде? Да си одиме дома, рекоа момоците меѓу себе. Кога дојдоа дома, ги запраша готвачката дали најдоа нешто, па кога и одговорија дека не видоа ништо освен една црква и една круна во неа, таа почна пак да ги кара: будалишта едни, зошто црквата не ја урнавте и круната не ја донесовте дома? И налутена заедно со момоците, и таа тргна по децата. Децата, меѓутоа, оддалеку ги видоа тројцата момоци и готвачката која цупкаше по нив. Птицо Најденке, ако ти мене не ме напуштиш, нема ни јас тебе. Ни сега, ни кога и да е, одговори птицата Најденка. Ти биди рибник, а јас ке бидам пајка во него. Кога готвачката стигна и го виде рибникот, се наведна и сакаше да го испие. Тогаш дојде пајката, ја фати со клунот за глава и ја повлече готвачката во водата. Старата вештерка се удави, а децата весели се вратија дома и ако не умреле, тогаш тие се живи и ден денеска. Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген.